Во манастирот Свети Ѓорѓе на Дезеро од 30 август до 5 септември Центарот за култура Марко Цепенко по 17 пат ја реализираше меѓународната ликовна колонија Марко Цепенков Дрин 2025, на која учествуваат 16 уметници од земјава од Хрватска, Црна Гора и од Србија. Уметниците твореа на слободна тема. Своите впечатоци од преубавата природа и од престојот ги пренесоа на платната, кои што ќе останат во трајна собственост на Центарот за култура Марко Цепенков. На колонијата твореа Јуре Кокеза, Звјездана Јембрих, Злата Томљеновиќ, Звонко Павличиш, Снежана Манасиќ, Стефан Анчевски, Васко Ѓорѓиев, Дејан Макариовски, Еверче Николовска, Александар Џинго, Ферди Булут, Маријан Стојановски, Златко Крстевски, Емил Димовски, Слободан Милошевски и Бојана Тошевска. Чест и задоволство е оваа година Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп да ја организира по 17 пат ликовната колонија Дрен, која почна веќе во далечната 2008 година, така да оваа година символично решивме 17-та година поред да поканиме 17 учесници. Оваа година имаме доста квалитетен избор на учесници, кои за прв пат имаме учесници од Хрватска, од Црна Гора, од Република Србија и од Македонија. Здраво, јас сум Бојана Тошевска од Битола, дипломиран уметник. На колонијава сум прв пат и моите впечатоци се доста големи и убави. Пред се имаме као доста убава организација. Снабдени сме со материјали, со бои, добра храна, добра дружба. Има прекрасни луѓе. И самото место, самата локација ни дава голема инспирација за да можеме да твориме. Колонијава сваќам како конекција на луѓе и, например, секој уметник треба да доживе вакво нешто, посебно младите. Работам дрва во темна атмосфера, ноќе. Дрвото се наоѓа тука и е урев со крлешка. Нели, пошто се наоѓаме во манастирот Свети Ѓорѓе и тука за Ѓорѓев ден се собират и на крлешки се крла, тоа е како една од традициите и сакам да го обележам тој начин. Dobar dan svima, Jure Kokeza iz Hrvatske, točnije iz Zagreba. Prvi put sam u Makedoniji, neobično mi se dopalo. Pa kolonija je jedno mjesto stvaranja, a ja bih rekao i prvenstveno druženja. Mislim da je druženje zapravo najvažnija stvar. Tu smo se sastali ljudi iz Hrvatske, naravno iz Makedonije kao domaćina, ima najviše kolega, svi su jako ljubazni. Ekipa je stvarno sjajna, smještaj je perfektan, radni uvjeti također. Ukratko, dojmovi su super. Znači, kamenolo mi se jako dopao, te nekakve kiparske forme, kubusi, čvrstoća kamena, bjelina kamena recimo. Sam sam iz Dalmacije pa vjerojatno tu ima neka povezanost. Uglavnom, evo, inspiriran kamenolomom, nadam se da će nastati 2 dijela. Јас сум Васко Ѓорѓиев, по потекло од Јевгелија, ама преселен во Битола 10 години веќе. Прв пат сум на ликовната колонија Дрен. Прекрасно искуство досега. Секогаш и како уметник сум се залагал за соработка меѓу уметниците и мислам дека ликовните колонии се одлично место за создавање контакти, за уметничка дружба, за споделување идеи, а исто така и за соработка во иднина меѓу самите уметници, па и меѓу самите центри за култура и разните културни институции. Од голема важност се
како ликовните колонии и сите уметнички соработки што ги создаваат уметниците, бидејќи во соработката е и силата на културата. На ова колонија решив да изразам некои мои идеи во однос на формата, нејзиниот развиток, ама преку фигурација на човекот во неговите стадоими како возрасен и како мал. Ime mi je Zvijezdana Jembrih, dolazim iz Zagreba, iz Hrvatske i ne dolazim prvi put, dolazim drugi put i to s velikim veseljem jer sam prvi put bila prije 26 godina u Prilepu, isto na likovnoj koloniji i vežu me jako draga i topla sjećanja. A sad to sve ponavljamo još na bolji način. A kolonija je prije svega gostoprimstvo, gostoljubivost, izmjena energije, druženje, a naravno sve prožito stvaralaštvom. Bez kreativnosti to druženje ne bi imalo toliko naboja. To se manifestira od jutra do mraka, evo, i dulje. I u šutnji, i u pričanju, i u naravno kreativnosti, u izmjeni iskustava. Evo, dovršavaju se slike zato što je energija dobra, pa ide brzo. Ja sam Snežana Manasić, dolazim iz Pančeva, iz Srbije, magistar sam slikarstva po vokaciji. Što se tiče Prilepske kolonije, ovde sam po drugi put i veliko mi je zadovoljstvo što sam i radost prvenstveno što sam dobila tu mogućnost da ponovo budem učesnica ove kolonije. Naravno da mi nije bilo lepo prvi put, ne bi došlo drugi. Jako volim Makedoniju. Ova kolonija na ovaj način sada ovde je vrlo specifična. Prošli put sam bila na drugom mestu u Centru za kulturu. Ovo je pravi pogodak što se nas umetnika tiče. Prelep pejzaž koji nas okružuje, prelepi ljudi, dobri ljudi, fini umetnici. Onako jedna jako prijateljska, lepa atmosfera. Јас со уметниците, значи 24 часа во текот на денот сум и живеам со нив. Отворен е манастирот за уметниците и поддршка на уметниците. Еве со мојата техника на мозаик работам моментално и секој уметник си има свој качен из целиот манастир каде што може да се изразува и да твори. Уметниците кои учествуваа на традиционалната ликовна колонија Дрен 2025 имаа можност да се запознаат со природните и културните убавини на нашиот град. Беа во посета на музеот за Тутун, каде што се запознаа со убавините на овој значаен културен паметник. Беа во посета и на Свети Архангел Михаел. Се запознаа со значењето на Стара црква, односно Свето Благовештение. А потоа беа и во галеријата на икони.
повод исто така би сакал да се заблагодарам на одборот на манастирот Свети Ѓорѓе од Прилеп, со кого имавме разговор и ни излегоа во пресред ликовната колонија да се одржува во овој прекрасен манастир, во овој прекрасен предел. Голема благодарност до Министерството за култура, кое во континуитет ја поддржува ликовната колонија од Прилеп Дрен, и до сите стопанственици од Прилеп кои ја поддржуваат ликовната дејност и воопшто културата во Прилеп. Создадени се скоро 40 дела кои ќе бидат на изложба во 3 ноември по повод денот ослободување на град Прилеп.